Здраво ви дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за Крепсов циклус. Крепсовиот циклус е многу важен интегративен пат кој се вклучуваат сите голем број на метаболички патишта. И за Крепсовиот циклус ќе збориме сега во растителна физиологија, но исто така ќе збориме во микробиологија, во општа биохемија, каде што во општа биохемија ќе го разгледаме најдетално, ќе го разгледаме Крепсовиот циклус. Но за сега и ова е доволно. Сега, Крепсовиот циклус каде се одвива? Така, Крепсовиот циклус се одвива всушност во матриксот на митохондриите. Значи, ако направам вака митохондријата, таа има двојна мембрана. Правам вака и така надвор нека биде. И митохондријата всушност е еден вид бактерија која живее во ендосимбиотски однос со еукариотската клетка. Но поентата е, тоа што сакам да го спомнам, е дека Крепсовиот циклус ќе се одвива дека во матриксот. Ќе обележиме со сина боја и ќе го обоиме вака. Така. Значи таму ќе се одвива Крепсовиот циклус во матриксот. Сега ние ќе збориме за растенија, бидејќи ова е во склоп на растителна физиологија, но прилично е слично и кај животни, но и кај микроорганизми. Иако кај микроорганизмите има некоја си разлика, бидејќи понатаму, после Крепсовиот циклус, важен е транспортот на електрони кој се одвива на ниво на внатрешната мембрана на митохондријата, дека што бележам со виолетова боја, каде што кај бактериите всушност е малце повеќе поразлично, бидејќи бактериите немаат митохондрии, едноставно они самите се митохондрија на некој си начин. Но добро, сега нема за тоа толку збориме. Сега само спомнеме дека Крепсовиот циклус има и други имиња, значи се нарекал Крепсов циклус поради истражувачот кој го открил. Исто така се нарекува ТЦА, односно циклус на трикарбоксилни киселини, или пак циклус на лимонска киселина. Значи циклус на лимонска киселина за есити, ако не се бележи цела ја сега го напишав така за да не го пишувам целото. Значи циклус на лимонска киселина бидејќи првото соединение кое се добива всушност е цитрат, лимонска киселина. Сега, ако го симплифицираме процесот, значи го направиме дека Крепсовиот циклус, така ако си врти, во спад на Крепсовиот циклус ќе се добиваат многу соединенија, така ќе се редуцираат одредени коензими, ќе се губи CO2 на дадени чекори, така ќе се губи CO2, ќе се, како што реков, ќе се редуцираат различни кофактори, односно коензими, како NAD, NADPH, FAD и така натаму, но главното е тоа што за да започне Крепсовиот циклус, мислам, откај што ние го започнуваме, треба ацетил коензим А. Некој да ацетил коензим А. Сега, ацетил коензим А може да дојде од различен вид на метаболички патишта. Така, може да се добие од различен вид на метаболички патишта, така што сите метаболички патишта кои може да продуцираат ацетил коензим А, тој може да навлезе во Крепсовиот циклус. Така, ова ќе навлезе во Крепсовиот циклус. Но не мора секогаш да започне од ацетил коензим А, едноставно ние го зијаме како така, може да биде од кој било од овие соединенија кои се измеѓу. Така, може од таму да влезе па да продолжи наваму да се оди. Така, не мора да започне баш од оваа овдека точка кај ацетил коензим А. Може да започне од кај било. И овие не мора секогаш да вртат цел круг. Така, например, ако треба ова соединение за организмот за растението, може да се излузе надвор од Крепсовиот циклус, и да си иде таму кој што е потребно. Така, не мора овој циклус постојано да врти. Значи, ово е флексибилен на некој начин. Така, може да влезе тука соединение, може ово соединение да излезе и така натаму. Ама тие соединенија се доаѓаат во растворот и нормално чим ќе се сретнат со ензими, идат во наредното и така натаму и така натаму. Сега ние за да го започнеме овој циклус, ќе добиеме ацетил коензим А од пируват. Така, значи ќе пробаме од пируватот да добиеме ацетил коензим А. Сега, првично да разгледаме како ова е дека е двојната мембрана на митохондријата. Така, и сега пируватот се прави во цитоплазмата. Така, значи пируватот се прави во цитоплазмата. И да направиме хемиска формула, зашто ќе ни биде потребна, иако нема за сите соединенија да разгледаме хемиска формула, тоа ќе го правиме на биохемија. Добро. Сега, овој пируват треба да навлезе во матриксот и тоа го прави преку посебни протеински, ќе бележиме со виолетова боја, протеински транслокатори,
каде што за навлегување на пируватот всушност се испумпува ОХ јон. Така. Сега добро, сега пируватот си се наоѓа внатре во матриксот. Сега пируватот треба да го донесеме до ацетилкоензима. За тоа да го направиме, се случуваат низа реакции кои се одвиваат со помош на три ензими, односно комплекс од три ензими, познат како пируват дехидрогеназа. Сега во овој комплекс на ензими всушност влегуваат различни кофактори, значи влегува тиамин пирофосфат, влегува липолинска киселина, липонска киселина и коензимот А. Кој коензимот А ќе обележиме дека влегува овдека вака. Така, коензим А. Сега, бидејќи дехидрогеназа, значи отстранува водород, имаме Е на Д кое преминува во Е на ДХ. Сега всушност има ензим кој отстранува CO2 од овдека, отстранува таму CO2 и сега дикарбонскиот остаток кој ќе остане, значи ова, така што ќе остане од пируватот, всушност се врзува со тиамин пирофосфат. Сега нема толку навлегуваме, ама тиамин пирофосфат па го пренесува на липолна киселина, па на липонска киселина. Липонска киселина го прави во ацеталдехиден остаток кој се оксидира во ацетат, а потоа липонската киселина ова се редуцира и затоа е потребно ова Е на ДХ, не дека Х се отстранува од самиот пируват, него тој е потребен за самата липонска киселина. И понатаму се додава коензимот А. Значи нема тие реакции да ги бележаме, тоа нема потреба, но главно крајното што се добива е ацетилкоензим А, што е CH3 АЦ двојна врска О С и коензим А. Значи тоа всушност што се смени од пируватот е да овде сега нема COO-, него има SCO А. Така, коензим А. И ова всушност е ацетил, со виолетова, коензим А. Добро. Сега, овој ацетилкоензим А ќе треба почнеме сега да го оксидираме, односно влеземе веќе во Крепсовиот циклус. Сега за да забележиме дека овој моментално има 2 С атоми. Така, значи ова ќе го правиме како што правиме за Калвиновиот циклус. Значи имаме 2 С атоми. Сега, овој ацетилкоензим А под дејство на цитрат синтаза, значи сега вака ќе го внесеме зелена боја, значи он иде заедно со едно друго соединение, односно оксалацетатот, и под дејство на ензимот цитрат синтаза, значи оксалацетат, ацетилкоензим А, оксалацетатов инаку има 4 С атоми, значи тоа ќе обележиме. 4. Само вака ќе ставаме бројките, значи 4 С атоми, заедно со 2 С атоми, всушност дава цитрат кој има 6 С атоми. Така, значи овој сега има 6 С атоми и така меѓу време всушност се губи коензим А заедно со еден водороден атом. Така тој ќе обележиме со жолта боја нека биде. Значи се губи коензим А со С и со Х. Исто така се внесува вода, а се губи водород. Добро, ај вака тука да зумираме да бидеме поблизу. И се добива цитрат кој има 6 С атоми. Сега во наредната реакција всушност имаме едно интермедиирно соединение кој нема да го запишеме, но само ќе го спомнеме. Значи цитратот сега добро, реакција всушност може и обратно да иде, но ние нема да пишуваме кај може да иде обратно, бидејќи тоа ќе озбориме во биохемија. Но поентата е под дејство на ензимот аконитаза, лимонската киселина, односно цитратот губи еден молекул на вода, губи една молекула на вода и всушност преминува во цис-акотинска киселина, но потоа со повторно додавање на вода, значи оно губи вода, но повторно се додава понатаму вода, добиваме изоцитрат. Така, значи имавме цитрат и сега добиваме изоцитрат, кој повторно има 6 С атоми, но има малце поразлична хемиска структура. Сега, овој изоцитрат под дејство на
ензим. Тој ензим се рекол изоцитрат дехидрогеназа, значи ќе изгубиме водород. Изоцитрат дехидрогеназа, значи се губи водород, тоа ќе набележиме вака, Е на Д преминува во Е на ДХ. Сега, освен што се губи водород, првично се прави едно измеѓу соединение кое се нарекува оксалосукцинат, кој понатаму го станува врзан за ензимот и се губи CO2. Така, одма после тоа, за брзо време се губи и CO2. И од оксалосукцинат преминува во алфа-кетоглутарат. Каде што сега всушност ќе имаме 5 С атоми. Така, бидејќи изгубивме еден С атом во форма на CO2. Еден С атом изгубивме во форма на CO2 и затоа сега ќе имаме 5 С атоми кај алфа-кетоглутарат. И сега овој алфа-кетоглутарат под дејство повторно на ензим, кој се нарекува алфа-кетоглутарат дехидрогеназа, значи повторно ќе изгубиме водород. Значи повторно губиме водород, Е на Д, преминува во Е на ДХ. Сега овдека всушност учествуваат повторно тиамин пирофосфат и липонска киселина, како што учествува кога од пируват правевме ацетил коензим А. Така, сега ова е сличниот процес, слична реакција, каде што всушност исто така се додава, сега се додава коензим А, кој е поврзан исто со SH, значи тој како што го отстранивме во првична реакција, нели овдека го отстранивме, кога земавме ацетил коензим А под дејството на цитрат синтаза и оксалоацетат, нели го отстранивме коензимот А. Еве сега повторно на некој начин се враќа коензимот А, овдека кај алфа-кетоглутарат дехидрогеназа, се враќа и при тоа се губи CO2 и тоа што се добива е всушност сукцинил коензим А, кој сега има колку С атоми? Сега има 4 С атоми, бидејќи изгубивме уште едно CO2. Така, значи изгубивме уште едно CO2, значи сега имаме 4 С атоми. Сега овој сукцинил коензим А, под дејство на сукцинил коензим А синтетаза, значи овака сега ќе направиме, или исто така наречена сукцинатна тиокиназа, бидејќи ќе правиме АТП, се случува АДП плюс пирофосфат, така, да премине во АТП. И исто така се отстранува овој коензим А. Така сега се отстранува коензим А и плюс СХ. И се добива сукцинат. И овој сукцинат ќе има повторно колку? Ќе има 4 С атоми, бидејќи не сме изгубиле CO2. Едноставно повторно ќе си биде 4. И сега овој сукцинат под дејство на сукцинат дехидрогеназа, значи повторно сега имаме сукцинат дехидрогеназа, каде што интересно е дека во овој процес всушност коензимот, односно кофакторот ФАД преминува, не знам зашто земав оваа боја, нема врска, преминува во FeDH2. Се губат два водороди. Ќе земеме со жолта боја H2. И ова е важно, значи овие кофактори секогаш треба, односно коензими треба да ги запамтите кај ќе бидат и ќе ги разгледаме понатаму на крајот на видеото, но се добива тоа и всушност се добива фумарат, односно килибарна киселина. Фумарна киселина, ова сукцинатот всушност беше килибарна. И овој фумарат има повторно 4 С атоми. Сега, овој фумарат под дејство на ензимот фумараза се внесува една молекула на вода, значи H2O, влегува во реакцијата и се добива малат, односно јаболкова киселина, кој повторно има 4 С атоми. И сега на крај малатот со помош на вака ќе направиме малатна дехидрогеназа, каде што со која боја да земам, нека биде со портокалова. Е на Д преминува во Е на ДХ, ставиме вака Х, и се добива оксалоацетат.
И всушност сме го свртале целиот циклус. Така, сега ќе го видиме од далеку како изгледа. Интересно е добро што конечно ми искочи како круг да биде, и кога пробував со Калвиновиот циклус се искачаше некако чудно. Но добро, ова искочи како круг. Сега дека само да ги потенцираме дека ова всушност се случува во матриксот на митохондријата. Така, дека имаше двојна мембрана. И да видиме што всушност добивме. Сега ќе бележам со бела боја. Всушност, каде што пируватот беше соединение кој изградено од 3 атоми, така дека го заокружам лево, тој нели премина пречно во ацетилкоензима, нели влезе преку транслокатори, ОХ се испумпа надвор и важното, сега пречо ќе разгледаме CO2 атомите. Се доби 1 CO2, така, 1 CO2, тука се доби уште 1 CO2, што го бележам, и каде беше последното, дека имаме уште 1 CO2. Така, значи 3 CO2. Сушност, целото соединение, целиот пируват веќе сме го конвертирале во CO2, значи сите CO атоми ги извадивме, во помали единици и од тоа ослободивме енергија. И таа енергија што ја ослободивме од претварање на пируватот всушност во CO2, или пируватот сега всушност дојде до CO2 преку вртење на овој циклус. Таа енергија што ја добивме од добивање од пируватот кој премина во CO2 е всушност во форма на АТП и редуцирани коензими. Сега, АТП колку добивме? Не добивме многу, добивме само на едно место добивме АТП. Еве го тука. Значи ова е 1 АТП, така. 1 АТП. Ама сега, добра, ајде нека стои 1 АТП. И плюс добивме НАДХ 1, 2, 3 и овдека 4. Така, ај сега ќе повлечам и овие овдека. Да бидат ко на страна. 4 е на ДХ и 1 ФДХ 2. Така, и 1 ФДХ 2. Ова е многу важно. Значи запамтете, 4 е на ДХ, 1 АТП и 1 ФДХ2. Сега овие бројки всушност треба да ги помножиме по 2. Сега некој ќе рече зошто ги помножиме по 2, само ги тргнам овие сите да не пречат. Бидејќи користиме 2 пирувата. Ја овдека кога го свртев циклусот користев 1 пируват, но при глуколиза, така, при глуколиза всушност добивме 2 пирувата. Ако гледате видеото за глуколиза, видите дека добивме 2 пирувата на крај. Така се добиваат 2 пирувата. Бидејќи имавме 2 фосфоленол пируват, имавме 2 молекули на 2 фосфоглицерат, 3 фосфоглицерат и преходно беа глицералдехид трифосфати, па тие беа нели фруктоза 1,6 бифосфат. Сушност, нели како што почнавме у глуколиза, добро, глукоза, ама стигнавме до фруктоза 1,6 бифосфат, тој има 6 С атоми. Така, тие 6 С атоми стигнаа до пируват. Пируватот има 3 С атоми и затоа всушност добивме 2 молекули по 3 С атоми. Така добивме 2 пирувата. Сега ние овдека прикажавме како би се вртел циклусот, крепсовиот циклус, ако имавме 1 пируват. Така, сега бидејќи имаме 2 пирувата, целиот биланс всушност за крепсовиот циклус би бил следниот. Значи, 2 пирувата плюс 8 молекули НАД плюс 2 молекули ФАД плюс 2 молекули АДП плюс 2 молекули пирофосфат се добиваат 6 С атоми, 6 CO2, всушност, бидејќи имаме 2 пирувата, се добиваат 8 молекули на НАДХ, така, се добиваат 2 молекули на ФАДХ2 и се добиваат 2 молекули на АТП. До сега, значи, го имаме добиено ова,
со помош на Крепсовиот циклус. Така, но пред Крепсовиот циклус во глуколиза сушност добивме исто така две молекули АТП. Значи до сега од една молекула на глукоза, така глукоза која стана глукоза 6-фосфат, до сега го имаме добиено се ова. Така ќе обележам со сина боја, ќе земам поддебела да зголемим малце. Значи до сега имаме добиено се ова. До сега имаме добиено 4 молекули АТП и 8 молекули НАДХ, 2 молекули FDH2. Аха, и всушност плюс у глуколиза, нели добивме и 2 молекули НАДХ. Да. Значи, за сега ова е се што имаме од една молекула на глукоза. Така, до сега го вртавме Крепсовиот циклус и општо глуколиза. Добро, значи тоа беше се за Крепсов циклус. Сега нормално може да се збори уште повеќе за како, нели спомнав уште во воведот, дека секој од овие соединенија, например фумарат, може да искочи или оксалацетат, ако е потребно нешто друго да се прави, тие се интегрираат во други метаболички патишта, но во тоа нема да влегуваме овдека, значи за тоа ќе збориме во биохемија. Ова беше само колку општ преглед на аеробното разградување на пируватот, бидејќи преходни видовме ферментација што беше анаеробно. Значи при аеробно се врши овој Крепсов циклус, каде што имаме две молекули пируват, влегуваат, внатре у матриксот се прават ацетилкоензима, врти циклусот, се добиваат нели 3 молекули на CO2, се добиваат 4 НАДХ, FDH2, но бидејќи имаме 2 молекули на пируват, се тие бројки ги дуплираме и всушност се добива оваа доле што ја гледате сумарна равенка. Така. Добро, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.